Мицкоски порачува да се игнорира иницијативата на ДУИ за избор на председател на државата во парламентот, како и идејата за потпредседател. Според лидерот на ВМРО-ДПМН со ваквите нафрлени теми, Ахмети сака само да ја дефокусира јавноста од реалните проблеми и да се зборува за етнички теми. Ова изјава на Али Ахмети во отсуство на други идеи и во отсуство на корисни проекти, а во услови кога се фатени во огромен криминал, Демократската унија за интеграција се обидуваат сега со лесен дефокус да градат тема, и потоа таа тема да ја пренесат во кампањата и тоа да биде тема во кампањата, како што беше тема во кампањата премиер Албанец, сега да биде председател Албанец, и мислам дека сега не е моја работа, но јас мислам дека треба да се игнорира. Мицкоски е со став дека во иднина треба да се укинат заменичките позиции како заменик министри и заменик председатели. Со тоа би се заштедиле пари, а тие средства би биле наменети за подобар живот на граѓаните. Ние цениме дека треба тие подпредседателски или заменички позиции да се укинуваат, со што ќе се заштедат средства, тие средства ќе бидат наменети за капитални инвестиции и за подобар стандард на граѓаните. Ние не мислиме ни дека нешто носат заменик министерските места, додадена вредност за граѓаните, освен коалициски политички преговарања и надмудрувања, ниту пак помош замениците во јавни предпријатија. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски смета дека на 3 март за неколку часа ќе бидат собрани сите потписи за подршка на нивниот председателски кандидат професорката Гордана Силјановска-Давкова. Тој обелодени дека ВМРО-ДПМН има информации дека се давале пари за потписи за некои кандидати. Дел од тие случаи, напомена Мицкоски, се документирани и предадени до МВР за натамошно постапување.